Проектот Диалог со граѓанските организации, платформа за структурно учество во европските интеграции, го спроведуваме повеќе од 3,5 години. Заедно со партнерските организации, Центарот за граѓански комуникации, Евротинк Центар за европски стратегии и Реактор истражување во акција. Во рамки на проектот досега изработивме 38 извештаи во сенка за работа на секторските работни групи. Спроведовме 27 консултации на секторските работни групи, на кои што учествуваа над 600 учесници. Фондацијата воедно повеќе од 2 декади работи на поддршка на целото општество и на институциите на граѓанското општество во процесот на пристапување кон Европската Унија, а со тоа и дава свој придонес во европеизација на општеството. Проектот ни овозможи за време на пандемијата да увидиме од прва рака како владата и Министерството за образование се справиле со целата таа хаварија која настана за време на пандемијата. ЕУ Лидер пристап за интегриран територијален развој и рурален просперитет на Северна Македонија е документ за јавни политики кој обработува темата за европскиот лидер пристап за одржлив рурален развој. Овој документ дава анализа на моменталната ситуација во нашата држава, меѓутоа дава и препораки како на најдобар начин да го имплементираме лидер пристапот во политиките за рурален развој, а воедно и на локално ниво. Она што можевме да го утврдиме во нашите годишни извештаи во сенка е дека родовата еднаквост, иако е еден популарно наречено во невладиниот жаргон кроссекторијална политика која што опфаќа во секој сегмент на општеството. За жал можевме да приметиме дека не сите сектори подеднакво гледаат на родовата еднаквост, ниту пак ја вклучуваат на одреден начин, со тоа што тоа ја става во позиција нашата земја да не ги искористи целосно фондовите кои што се достапни и да не искористи можноста да влијае трансформативно врз родовата еднаквост, барем во овие 3 години, со надеж дека во иднина и со наш инпут ќе може да се подобри ситуацијата во однос на родовата еднаквост. Учеството во опуката, родовите аспекти во секторските политики беше одлична можност за нас, представниците на граѓанските организации, а верувам и за представниците на јавната администрација да ги зајакнеме знаењата, вештините и вредностите за родовата еднаквост и да дадеме придонес во ефективно спроведување на стратегиите за вклучување на родовата перспектива во секторските политики. Факт е дека ниту една политичка или организацијска иницијатива не е родово неутрална и дека сите политики различно ги засегаат мажите и жените. Проекти од ваков вид треба да продолжат затоа што се голем придонес за нашето општество, за сите други идни истражувачи кои што ќе можат да ги употребат овие наши истражувања како референци за нивната понатамошна работа. Врз основа на следењето на работата на секторските работни групи во изминатите скоро 10 години, сметам дека токму овие групи се единствениот функционален механизам кој може да обезбеди структурен диалог во процесот на пристапување на земјата кон Европската Унија. Во проектот соработник ни е Секретаријатот за европски прашања, со кој што заедно отпочнавме процес за ревидирање на деловниците за учество на граѓанските организации во секторските работни групи. За таа цел изготвивме предлог модел кој што предвидува предлози за тоа како процесот на избор и на учество на граѓанските организации во секторските работни групи да се подобри. За мене е од особено значење што Секретаријатот за европски прашања е дел од овој проект кој ни даде јасна слика за тоа каква е вклученоста на граѓанскиот сектор во работата на секторските групи, колку граѓаните сметаат дека можат да влијаат и да учествуваат во несењето одлуки, како и кои се ефектите од секторските работни групи. Три најдобри страни на секторските работни групи се прво што се поставени на хоризонтална основа. Значи ги опфаќаат сите сектори не само релевантни за пристапувањето кон Европската Унија, туку и за унапредување на животот и работењето на граѓаните. Второ, што се платформа за диалог меѓу сите општествени чинители.
И трето, што преку нив, односно преку директното учество на граѓанските организации во нивната работа, се обезбедува учество и на граѓаните во тој важен процес. Извештаите за граѓанско учество беа мощно интересна проектна активност, барем за нас како проектен конзорциум, пред себе бидејќи ни даде преглед за 3 клучни години за нашето општество и граѓаните, односно како граѓаните учествуваат во процесите и јавните процеси и влијанието врз политиките. Она што можевме да го забележиме дека граѓаните се помалку учествуваат во граѓанските иницијативи, но и се помалку учествуваат и сметаат дека гласањето како некоја традиционална форма на граѓанско учество опаѓа и интересот на граѓаните опаѓа. Ова се прашања кои се важни и за мене како национален ИПА координатор, особено во овој период кога ги отворивме преговорите. Како млада и функционална демократија која сериозно и посветено работи на спроведувањето на реформите и хармонизацијата на законодавството на Европската Унија. Од текот на овој диалог повеќе од јасно е дека треба да се искористат сите капацитети и постоечки механизми за координација, па во овој дел вклучувајќи ги и секторските работни групи. Она што натаму треба да се направи е да се појасни односот на владата кон овие групи, да се унапреди мандатот или надлежноста на овие групи и да се формализира граѓанското учество, односно искористувањето на сите потенцијали во општеството за важниот пат што не чека кон полноправно членство во Европската Унија. Многу е важно во процесот на преобмислување на преговарачката рамка граѓанските организации да бидат консултирани и да бидат навремено информирани, затоа што недостигот на информации и околу структурата на преговарачката рамка, но и околу целокупниот процес, ќе генерира дополнителни разлики, ќе генерира дополнителни поделби и на тој начин може да направи дисбаланс и онака кревкиот процес. Препораките се можеби ќе звучат доста едноставни, но се од апсолутна важност, а тоа е прво дека треба да ги информираме граѓаните, да ги едуцираме на некој начин како се учествува во демократскиот процес, како се влијае на политиките, но уште поважно, а тоа е втората точка, дека политичарите, политичарките, но и институциите треба да ги отворат своите врати, да бидат потранспарентни и подиректни кон граѓаните, за да имаат навремени информации и да можат да креираат сопствен став. Да сумирам, ништо не е завршено, уште многу треба да се истражи и вакви проекти со вакви тимови треба да продолжат затоа што се за добробит на нашата држава. Пред нас престои уште многу работа со опочнување на скринингот, а граѓанскиот сектор останува да биде моторот на процесите кои значат побрза трансформација на општеството, на поттикнување и унапредување на реформите. Несомнено, со вашата работа и истражувања останувате наш патока за следните активности и чекори со цел полесно отстранување на предизвиците со кои се соочуваме сите. Со негување на партнерскиот диалог, заеднички ќе ја направиме Северна Македонија полноправна членка на Унијата. Се надевам дека државата ќе го искористи процесот на пристапување со Европската Унија, за да може да ги зајакне своите институции, за да може подобро да се справува со криминалот и корупцијата и за да владењето на правото биде правило, а не исклучок. Исто така се надевам дека ќе го искористиме процесот на пристапни преговори, за да низ него успееме да обезбедиме поголем економски развој и просперитет за сите граѓани и подобар животен стандард.